Почитувани, СДСМ 3 години со ред, со своите лаги и никаква реална активност, успеа да го загрози во целост статусот на Охридскиот регион во светското наследство под заштита на УНЕСКО. И во последниот извештај се гледа дека ништо не е превземено, ниту пак состојбата е подобрена. Во својот последен извештај, мисијата на УНЕСКО препорачува: природното и културното наследство на Охридскиот регион, засега единственото добро од Македонија, впишано на листата на УНЕСКО за светско наследство во 1979-80, да биде ставено на УНЕСКОвата листа на светско наследство во опасност. И покрај тоа што ова е трета ваква препорака, владата во 4 години ја избегнуваше незината реализација и само се подпираше на политичко додворување. Заклучоците од последниот извештај на УНЕСКО упатуваат на фактите дека нема никаква промена во состојбата од 2017 година и посочените забелешки и препораки. Во извештајот од 2019 година дури се укажува на фактот дека на увид се дадени истите документи од 2017 година. Наместо спроведување и исправување со дивоградбите, и тоа не само покрај брегот на езерото, туку и во старото градско јадро, градежната мафија и понатаму царува во Охрид и Струга. Наместо подобрување на состојбата со природното богатство, особено проблемот со студеничишко блато, патеката се уште е затворена, бетонирана, со што се нарушува биосферата на едно од најважните точки на Охридското езеро. Проблемот со еколошките катастрофи, дивите депонии, немање никаква свесност на локалната самоуправа, а со тоа и кај локалното население, како и многу други факти и реални состојби. Најголемите забелешки се однесуваат на продолжувањето на проекти со кои дополнително се загрозува ова заштитено подрачје, а евидентни се и значени проблеми со менаџирањето и неспроведувањето на законската рамка. И уште многу други забелешки од многуте причини во досега најобемниот и најлошиот извештај на мисијата на УНЕСКО. Може да се каже дека природното и културното богатство на Охридскиот регион ќе се стави на листата на светско наследство во опасност. Што поточно значи тоа? Листата на светското наследство во опасност е создадена со цел да ја афирмира меѓународната заедница за загрозувачките фактори на едно добро кое е впишано на листата на светското наследство. Причини кои може да доведат до ваква состојба може да бидат вооружен конфликт или војна, земјотрес или други природни катастрофи, загадување, вандализирање и ограбување, неконтролирана урбанизација и неконтролиран туристички развој. Со оглед на тоа дека Охридскиот регион е загрозен само и единствено од човечкиот фактор, односно од лошото менаџирање, неспроведување на законски регулативи, загадување и многу други кои се во целост предизвикани од несоодветното работење на надлежните институции и ставањето на природното и културно наследство на Охридскиот регион на УНЕСКОвата листа на светско наследство во опасност, ќе информира целата меѓународна заедница дека власта во Македонија представува најголема опасност и закана за Охридскиот регион. И покрај сите предупредувања, пролонгирање на рокови и неколкукратно укажување на итноста на состојбите од страна на УНЕСКО, надлежните институции за спроведување на сите стратешки и акцијски планови кои се однесуваат за заштита на соодветно одржување на универзалните вредности на Охридскиот регион не направија ништо. На оваа листа се наоѓаат раководните лица и органи од Министерството за култура, Министерството за животна средина, Министерство за труд и врски, општините Охрид, Струга, Дебарца, Завод за заштита на споменици на култура и музеј Охрид, Национална установа музеј доктор Никола Незлобински Струга, Национален парк Галичица и Институт за хидробиологија Охрид. ВМРО ДПМН бара итно превземање одговорност за овој светски скандал, односно оставки на ресорните министри и раководни лица од оваа несовесна влада.